Министерот Бочварски ја поддржува иницијативата на градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски за конфискација на нелегални објекти. Герасимовски имаше средба со Бочварски откако претходно иницијативата доби поддршка и од ЗЕЛС. Оваа иницијатива доби целосна поддршка од управниот одбор на ЗЕЛС, а истата минатата недела му ја представив и на министерот за правда Кренар Лога, од каде исто доби недвосмислена поддршка. Наместо да се занимаваме со развој на општините, ние треба да рушиме објекти за чие рушење општините немаат доволно средства, Објасни Герасимовски. Според министерот Бочварски, во вакви случаи клучни се 3 моменти: зајакнување на инспекцијските служби, зголемување на казните за бесправно градење, како и ангажирање на приватни правни лица, кои ќе делуваат како надворешни инспектори под договор со општините. Одземањето на објектите нема целосно да го реши проблемот, но застанувам позади иницијативата и добро е да се отвори широка дискусија на оваа тема. Според мене, иницијативата е добра, но треба да се доработи во одредени делови. Вели Бочварски, додавајќи дека еднаш мора да се каже стоп на нелегалното градење. Државата во моментов се соочува со над 100.000 дивоградби, од кои барем 10.000 се во источниот регион. За нив собствениците поднеле барање за легализација, но одговор немаат, а во меѓувреме диво се гради и понатаму. Што дивоградбите може да ги сопре и што досега со изградените, не кажува никој.